Почитувани гледачи, добар ден и од мене. Еве веќе цела недела се обидуваме да најдеме одговор на прашањето дали во првите 100 дена владата на Христијан Мицковски ги оправдала или не ги оправдала очекувањата од неа. Затоа денеска го имаме аналитичарот Синиша Пекевски, кој ни се јавува од Вилнус, Литванија. Пекевски, добар ден, се надевам дека те наоѓаме во добро расположение. Добар ден, одлично, на факултет во моментот подработувам, работам на мојата докторска теза и следам што се случува во Македонија. Да, ти си постојано на пат од Македонија кон некоја од западноевропските земји. Еве, поминаа 100 дена од формирањето на владата на Христијан Мицковски. Имаше огромни очекувања од неговата работа, од работата на неговите министри, се разбира. Дали е на прав пат тој да ги спроведе тие замисли кои што ги кажа во предизборниот период? Вака, кај нас општо познато дека политичарите не ги исполнуваат своите ветувања што ги даваат во изборниот процес. Она што можам да го заклучам до сега, делумно ги исполнува, посебно на политички план, надворешно политички план ги исполнува ветувањата кои ги даде посебно кон Бугарија и посебно кон Грција, но она што не го исполнува е делот на решавање на корупцијата и во делот на економијата. Тука имаме нула прогрес. Ајде одиме поред. Борбата со корупција како никогаш претходно е на врвот на желбите на народот во Македонија или пак оние што што се испитаници во ние мерења на јавното мнение. Дали тоа може да биде камен на сопнување за владата на Христијан Мицковски, доколку тој не успее да се избори со, ќе се сложиме, сеприсутната корупција, или барем да проба да се справи со делот луѓето кои што го олесниле буџетот, кои што украле нешто, кои се сомневаа дека нешто незаконски направиле? Борбата против корупцијата не се сведува единствено на пресконференции и не се сведува на јавни настапи од политичарите, каде што обвинуваат, даваат некакви докази, брифираат поврзани со потенцијална корупција. Корупцијата се решава во институциите и би требало ние да видиме некакви резултати. До сега не видовме ниеден резултат, освен пресконференции каде што одредени политичари од поранешната власт беа обвинети дека направиле некаков криминал. Од друга страна, во текот на предизборната кампања ветуваа дека брзо ќе има резултати од справување со таа корупција, бидејќи имале доволен број на докази, иако институциите треба тоа да го решат, македонските граѓани до сега не видоа апсолутно ништо од тоа, освен кулуарски муабети и пресконференции. Се додека не видиме апсења, не видиме брзи судења, во кој дел од политичарите, од носителите на јавни функции ќе бидат во институциите, во затвор, апсолутно ние разочарувањето кај граѓаните ќе биде 100%. Ајде сега за оној втор дел, што се однесува до економијата, каде што, како што вие велите, има одредено потврлање. На што се должи тоа? Очекувавме за 100 дена да станеме побогати, да имаме подобар стандард, да се отвораат некои фабрики, или пак едноставно нема најава дека тоа ќе се случи во блиска иднина? Она што јас барем го очекував и верувам дека добар дел од економските аналитичари или луѓето од бизнес сферата е дека прво ќе се намали корупцијата, значи со тргање на намалување на корупцијата или искоренување во некоја, ајде да кажем условно прифатлива рамка, ќе се заживее економијата. Носење на инвестиции во кои повторно се вработуваат работници, а ние и така немаме работници, не значи ништо за Македонија, бидејќи истите тие работници ќе се префалат од една во друга фабрика. Очекував да се створат услови за водење на вистински бизнис и да се инвестира во компании
или да се поддржат компании кои извезуваат или кои се високотехнолошки или имаат основ за брз раст и прилив на девизи. Ние тоа не го видовме. Објаснувањето е дека касата била многу празна и заради тоа што го нашле не соодействува со можноста да се финансира. Од друга страна, кредитот кој се зима од Унгарија повторно ќе се пренасочи во бурето без дно, што би рекол ја, или бунарот без дно, јавните, тоест локалните самоуправи, каде што тоа нема да донесе никаков прогрес во економијата. Парите ќе се потрошат, ќе се изградат одредени ајде да кажам некакви објекти, патишта, градинки, школи и слично, но што значи тоа за економијата? Ништо, заради тоа што нема да повлече вработување или креирање на некаква додатна вредност. Ајде сега уште малку да се задржиме, односно да поразговараме повеќе, но што го кажа на почетокот, вели тој ветија што се го исполнија тоа што се однесуваше до меѓународната политика. Во случајот со Бугарија, да, тука очигледно нема попуштање на никаков бугарски диктат, па макар тоа значило нели блокада, подолга блокада во нашето членство во Европската унија, но со Грција тука работата е чиста. Преспанскиот договор за владата на Христијан Мицковски е реалност од кој не може да се побегне. Гледаме дека сегашна влада применува закони наместо Република Македонија, Северна Македонија стои во сите можни акти кои што ги носи актуелниот парламентарен состав на предлог од владата и дека тука работата е готова, иако нели можеби некој наивно очекуваше во предизборната кампања дека ВМРО ДПМН ќе го врати името. Па не знам луѓето што очекувале, јас имаше и такви искрено во кампањата беа изречени некакви работи кои не соодействуваат со она што се случува во моментот поврзано со Грција, но во ред договорот е тој, прифатлив е, но од она што јас повеќе би инсистирал е другата страна, тоест грчката страна или нашиот јужен сосед да почне она да ги почитува тие договори тој договор кој го потпишала. И тука би требало, можеби, нашата меѓународна политика или нашите представници да одиграат малце посилно и достоинствено во насока дека мора и тие да ги почитуваат, не само Македонија. Во однос на Бугарија, претходната влада долно ја виткаше кичмата и мислам дека заради тоа и законот за лична поставка најмногу падна од власт и доживеа таков дебакал, заради тоа што буквално од небулозни барања ние само отворивме Пандорината кутија и нови проблеми си навлекавме. Бугарија го злоупотребува тоа, но го злоупотребува заради тоа што претходната влада им го овозможуваше тоа. Јас сум длабоко разочаран што се уште немаме ние државна стратегија која ќе ја поддржат сите партии во Македонија, а нема да имаме, како да кажам, тројански конј во опозиционата СДСМ која чека да критикува и таму каде што нема потреба, таму каде што треба да поддржи нешто што е во интерес на Македонија. Добро, тоа е наш политички фолклор, нели, опозицијата да критикува, а власта да аминува. Сега не би се согласил дека би требало само да критикува, треба конструктивна критика. Она што е за критикување треба да го критикува, но она што е за поддржување како што стратегија за надворешна политика апсолутно нема простор. Седнувате, се договарате и ја следиме таа стратегија, затоа што тоа е стратегија на Македонија, не на СДСМ, туку на Македонија. Ние апсолутно никогаш не сме имале консензус кога е во прашање на надворешната политика. Секогаш се јавува некој нели од опозиција да каже дека тоа би го направил подобро или поинаку. Ајде да го кажам, другата страна секогаш го користи тоа бидејќи наоѓа партии или личности кои се спремни заради дневно-политички бенефити, можеби не само за дневно-политички бенефити, ќе го направат тоа. Добро, Пекески, за крај да кажеме, сега Македонија е блокирана во
евроинтегративниот процес, Албанија нели не откачи, продолжи самата да се движи кон оние беспаќа на кои водат до Брисел. Што да правиме сега? Стоиме во место, имаме ни го чува грбот Виктор Орбан, премиерот на Унгарија. Дали ќе биде тоа доволно за некој економски развој, за унапредување на политичките процеси и демократијата во Македонија? Па вака, јас се додека ние не ја решиме корупцијата и не покажеме дека сме спремни за ЕУ, ние никогаш нема да влеземе во ЕУ. Јас имав една изјава за еден црногорски медиум во кој уште пред 2 години во кој реков дека Бугарија ќе се одвои, не Бугарија, се извинувам, Албанија ќе се одвои и самостојно ќе го продолжи патот, и тоа и се оствари бидејќи беше премногу очигледно. Од друга страна, не треба да се подпираме многу на партнери во кои да веруваме дека ќе не поддржуваат секогаш, бидејќи политиката е интерес. Од друга страна, ако ние не си ја сработиме нашата работа, а не си ја сработуваме, никогаш нема да влеземе во ЕУ и едноставно нема да се помрднеме од оваа блокада. Моментот кога ќе почнеме да ја решаваме и сериозно да ја решаваме корупцијата, кога членови на судски совет, врховни суди, политичари, премиери, бивши министри ќе бидат во затвор заради дебаклот и заради корупцијата и криминалот кој го направиле, тогаш може да кажеме дека ќе се помрднеме и Европа ќе го види тоа дека буквално ние сме земја која решила да се движи кон европскиот пат. До тогаш ќе стоиме во место и не очекувам ама баш никаков помак. Значи, додека не ја решиме корупцијата, никаков договор со Бугарија не може да ни помогне. Апсолутно. По мене корупцијата е првиот и единствена блокада или пречка во се, бидејќи имаме луѓе поставени на позиции кои апсолутно не го гледаат интересот на Македонија, направиле многу штета и тоа треба да биде поука за сите идни генерации. Кога ќе направиш некаков криминал, треба да одговараш за тоа. Кај нас не одговараат и нашите, ајде ги кажам, соседи со кои имаме пречки или предизвици, вешто го користат тоа, знаејќи дека ние сме лесно подмитливи или лесно за менаџирање како нација. Пекевски, јас многу ви благодарам. Како и секој до сега беше уживање да се разговара со вас, а на вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и ви посакувам добро здравје. Фала, Срđan, за поканата. Се надевам се гледаме во некое друго време, па и во живо. Благодарам, пријатно.